Добре дојдовте во процес. Министерот за здравство Арбен Таравари гостин на нова во емисијата Процес прв ден на министерската функција. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Денеска влеговте во министерството, во кабинетот, но се случи тоа што се случи, непријатен настан, нападот врз екс-министерот Тодоров. Вие бевте таму во моментот? Не, требаше примопредајата да биде во 12:30. Во 12 часот ја бев имав работа нешто низ град и ми се јави шефот на кабинет на господинот Тодоров. Ми кажа дека се случило немил настан. Ја јавно би сакал да изразам револт кон тоа што се случило. Мислам дека неубава работа. Од друга страна, баш ми е мило што и министерот и неговиот тим и сите луѓе околу него се здрави, живи, добри, не се повредени. Така, овие настани не би требало да се случуваат, меѓутоа ете, за жал, некоја се случува. Меѓутоа, би сакал да кажам, ова се случува со докторите и тоа е сега уште, мислам, до денес беше здравствен работник. Тоа се случува со докторите да пукаат, да тепаат доктори, се случува последните 2-3 години многу често. Мене ми е жал што му се случило на господинот Тодоров, меѓутоа некогаш и влегуваш во кожата на тие што работат со тоа што ние се соочуваме секојдневно, се створи таков јас помеѓу лекарите и пациентите, што мислам дека не е нормално и прва задача на моја задача ќе превземам да изградиме меѓусебна доверба меѓу лекарите и пациентите, бидејќи ако едната страна е задоволна и другата автоматски ќе има индукција, велиме, во психологијата е тоа. Ќе работите ли да се врати довербата на лекарите кон институцијата Министерство за здравство? Апсолутно. Значи, реков, од денеска почнува нова страница во Министерството за здравство. После 6-7 години министерување на господинот Тодоров, кој што беше правник, за жал и целата негова екипа беа правници и економисти. Некако докторите се фрустрираа и имаше одредени промени кои што беа радикални и општеството и системот во Македонија не можеше да се адаптира. Не може Македонија да се споредува со Англија, со Франција или со Америка. Сепак сме систем кој што најблиско е до Словенија. Ние треба да ги земеме тие со кои што сме живееле до одреден период или соседните држави кај што здравствениот систем функционира релативно добро. Знаете, вие работите како новинар повеќе со здравство. Здравствените системи се проблем секаде во светот, дури во Америка, дури во Англија, дури во Германија, така да и во Македонија. Многу треба да се адаптира, да седнеме повеќе фактори, да речам, кои што можат да влијаат и да направиме еден здравствен систем кој што би функционирал. Сега после 26-7 години повеќе партиски систем, може да констатираме дека системот во комунизмот беше здравствениот систем многу подобар од колку сега. Пред да продолжиме на здравствениот систем, на здравствената политика, дали се слушнавте со екс-министерот Тодоров? И дали е добро? Да, се слушнав со господинот Тодоров. Тој јас сега примопреда, јас сега ќе имам после 1 час во 17 часот. Тој ми кажа дека е добар, се осеќа подобро, меѓутоа е стресен бидејќи бил вперен пиштол на неговата глава. Јас се надевам да се рехабилитира и ми даде збор дека еден ден ќе дојде да ме посети во министерството или надвор во градот, ќе пиеме по едно кафе, да биде тоа примопредаја која што не е формално официјална, меѓутоа човечка. А после ова одите на примопредаја, сепак влегувате денеска во министерството? Одма после емисијата, таму ме чекаа државниот секретар, заменик министерот и шефот на кабинетот на господинот Тодоров. Формиравте ли вие ваш тим? Се знали кој ќе биде заменик министер за здравство? Го имате ли составот на кабинетот? Не, се уште, меѓутоа шефот на кабинетот и екипата која што ќе биде со мене, веќе 3-4 луѓе веќе се во мојата глава, така да денеска само ќе почнеме со шефот на кабинетот, еден доктор кој што е релативно млад, 34-5 годишен, многу амбициозен, ќе почнеме со него и полека после ќе се прошируваме, ќе формираме еден совет на министерот кај што ќе земам видни лекари од можеби од целата територија на Македонија кои што имаат искуство, кои што ќе ме советуваат и ќе ми кажуваат кои би биле најдобрите чекори, се со цел да им биде добро прво на пациентите, меѓутоа и докторите да го вратат нивното достоинство и да имаат кредибилитет во општеството. Значи ќе ги вклучите докторите и здруженијата на пациентите во креирање на политиката. Имате време да ги слушате. Денеска прва средба беше во лекарската комора, бидејќи јас сум нивен член и од таму доаѓам. Затоа седнав прво со нив да разговарам и се договоривме многу работи.
прво за Законот за здравствена заштита, да направиме нов закон, секогаш во координација и со лекарска комора, меѓутоа и со здружение на пациенти, различни здруженија. Јас сакав утре да биде средбата со здруженијата, меѓутоа не можат да соберат броеви и утре е неработен ден, празник е. Така да оставивме вторник или среда, ќе седнам една по една со сите здруженија, да видам што се нивни приоритети и што можам ја како министер за здравство одма да им помогнам нешто да го осетат дека веќе се работи за нова страница, нова приказна во здравството во Македонија. Пред да преминеме во тој дел на реформите и на измените што ќе ги направите, дали ќе побарате поголем буџет за здравството во владата, бидејќи изминатите години континуирано се кратеше од здравство, од образование, од екологија на сметка на полицијата? Ја мислам дека да. Ја не знам се уште како е состојбата, треба да влезам да видам точно, да ми брифираат моите блиски соработници таму. И после тоа мислам дека премиерот е подготвен да соработува, ни даде простор на сите министри да не чекаме иницијатива од него, туку ние да си работиме така како што мислиме и само да побараме од него што може тој да ни помогне како министри. Тоа е една позитивна енергија од негова страна, се надевам така и ќе функционираме. И после тоа, откако да ги видам сите факти, ќе видам што е потребно, што може да се прошири, дали треба повеќе да се бара. Меѓутоа, секогаш ќе кажам, не ни треба луксуз во здравството. Значи, ние сме во регионот лидери со приватни клиники. Ја немам ништо против нив, добро што постојат. Меѓутоа, сепак ние сме социјална држава. 90% од луѓето се социјалци. Така да нас ни треба убаво и здраво и кредибилно јавно здравство. И мојот најголем акцент ќе биде највише ќе работам во јавното здравство. Значи, ако се анализира убаво јавното здравство, скоро се е концентрирано во Скопје, 8 септември државна болница. Пред да преминеме на тоа, ќе правите ли внатрешна ревизија? Сакам да ве прашам во делот на министерството да, секако, тоа би требало секој да го направи и мора да направам внатрешна ревизија, тоа и по закон, ако не се лажам, треба да направам внатрешна ревизија и веднаш тоа ќе да се види направи. што е како е, особено во делот на тендерот на клиничкиот центар и тендерот на медицинската опрема која што беше на За се што е направено, ќе побарам ревизија да видам камо среќа се тоа да биде регуларно и како што треба, нема никаков проблем, продолжуваме понатаму. После тоа следуваат назначување на директори. Ќе продолжи ли таа пракса на поставување партиски директори или ќе барате квалитетен кадар кој има сенс за менаџирање? Ќе инсистирам, значи јас сум здравствен работник 20 години. Ама знаете како стојат работите во здравство? Знам, значи и во понеделник и во петок прегледував по 40 до 50 пациенти и знам како е да си внатре и знам како е да имаш некомпетентен или неадекватен директор. Јас ќе инсистирам, значи јас не сум цела влада, ќе инсистирам и кај коалиционите партнери да делегираат кога ќе разговараме за директори, да бидат тоа стручни, компетентни луѓе и кои што ќе бидат најприфатливи од сите клиники. Не можам сега да речам стрикно не мора да биде, може некој од нив и може да биде член на некоја партија. Сега не можеш сите да бидат by default сите непартиски. Меѓутоа ќе инсистирам на професионален кадар, а тоа ќе го рефлектирам и со мојот кабинет. Значи, сите луѓе што ќе ги земам околу мене, не ќе бидат партиски активисти, туку ќе бидат компетентни и докажани луѓе во својата професија. И тие што ќе ми бидат советници, и тие ќе бидат луѓе кои што се кредибилни и кои што се честни и во докторската фела се знаат како поштени и добри доктори. Ќе останат ли економските директори? Тој проект не се покажа добар изминатите години, голем трошок е на здравството, што ќе биде со нив? Значи, што планирате? Едно од првите приоритети мои се да се тргна сите економски директори. Мислам дека економисти и правници треба да имат сите клиники и сите болници. Болниците потонаа во долгови и со нив се покажа како не е ефикасно. Се покажа тоа дека не функционира. Ако се двајца треба да потпишуваат, меѓутоа тие си наоѓаа заеднички јазик и си функционира по сите прашања заедно. Така да директор, ако е чесен некој, ќе си тера и сам работа како што треба, само му треба во администрација нормално ќе си има и правники и економисти, тие ќе си ја вршат својата должност и работа која што ќе биде дадена од директорот. Со тие пари што ќе ни останат од вишокот на директорски плати кои што се високи, прилично високи, јас планирам да укинам работа по учинок. Не ни треба да се створи. Значи тоа е првата работа што ќе направите. Се створи некаква непријателство меѓу докторите. Значи, тие што добива
добива од колегите од кои што се минусираше. И тоа мислам дека е нечесно. Треба сите да имаат една константна плата, а за да ги мотивираме, ќе биде плюс 10 или 20% од платата на 3, 4 или 5 според клиниката или болницата. Тие што се најуспешни ќе поделат платата на економскиот директор, ќе биде наменета за најдобрите здравствени работници во здравствениот систем. Би сакал да кажам, нема секогаш само да размислувам само на лекарите. Ќе размислам, таму има и многу други здравствени работници и администрација. Значи сите тие се екипата со која што ние функционираме заедно, и ако еден дел од нив не се задоволни, тоа веднаш ќе се рефлектира и врз пациентите и ќе го чувствуваат тоа пациентите. Треба целиот медицински тим да биде расположен и да биде како сервис за сите граѓани и пациенти, бидејќи да не забораваме, и ние сме пациенти, и јас се лекувам некаде, и сите други колеги кои што имаме одредени проблеми здравствени, одиме и се лекуваме. Така, здравството е во многу тешка состојба. Возможно ли е да се воведе ред, барем вака како што кажувате за некои потези за кои што и не чинат пари? Можно ли е да се воведе ред и да се постават на здрави основи? Затоа што, еве ќе ги наведам за пример, позитивната листа на лекови не е ревидирана барем 10 години, 8 години, еве исправете ме. Нема нов лек. Инсулините, имам информација дека Сдруженијето на пациенти уште денеска испратиле барање до архивата кај вас за да ги примите. Имаат проблем со инсулините, не делуваат, често во месецот ги нема, лекови во болниците исто така недостасуваат, во аптеките. Значи, повторно ќе повторам, ја секој ден бев со пациенти. До пред 2 дена. И знам како е, знам пациенти со Алцхаймер кои плаќаат приватно одредени лекови. Замислете да имате човек дома со артериосклероза, со Алцхаймер, и цело тоа семејство го издржува тој пациент, се грижи за тој пациент и треба дополнително да плати лекови. Мислам дека е некоректно. Така се случува и со луѓето кои што имаат диабет. Тоа е хронична и неповратна болест, веќе не се лекуваат. Јас ќе седнам со експертите по секоја област. Кога ќе разговарам со Сдруженијето за диабет, на пациенти со диабет, ќе повикам и од клиника за ендокринологија, најверојатно директорот и уште тројца кои се најдобри доктори таму, барем ги знам горе-долу и луѓето од клиниките, да бидат со мене и заедно да видиме што можеме да направиме во оваа состојба, со овие пари, за да биде најдобро за тие пациенти кои што се тука. Значи, ќе се обидеме во овој случај, во оваа ситуација, што може веднаш да се помогне. Ако е тоа до мене, ако ми дадат дозвола колегите дека тоа би било најрационалното решение, и ако пациентите, Сдруженијето на пациенти се согласат тоа, јас веднаш ќе го направам за да го осетат пациентите, да се осеќаат дека стварно ние мислиме за нивно добро. И верувајте, никој не може да знае кој е задоволството на еден лекар кој ќе успее да излечи еден пациент, или кога еден пациент излечен ќе излезе од мојата соба. Тоа е задоволство кое што може да го осети само еден лекар, никој друг. Така да ја верувам дека вака осеќаат повеќето доктори во Македонија, над 90%. Не случајно нашите доктори успеваат секаде, и во Европа, и во Америка, и во сите држави кај што одат, успеваат, се пробиваат, и замислите, таму стануваат еминентни стручњаци, а тука кај нас не можат да се најдат, не може да се најдат и за работа. И тоа е точно. И џабе оди медицината напред, ако вие не му дадете лек на пациентот, ако го немате лек. Јас за среќа работам и како предавач на медицински факултет веќе 6 години. И ги знам и студентите, ги знам и младите доктори кои што се многу добри, многу вредни, и поради тоа што не припаѓаат на некоја партија, тие се во Америка, во Германија, невработени, специјализираат приватно. Значи, мојот шеф на кабинет е невработен доктор, кој што има висок просек, кој што специјализира приватно и кој што е еден од таа група на луѓе, на млади доктори кои што бараат да бидат платени кога се на специјализација, да имаат печат како сите други доктори, и тој ќе биде мојот линк со оваа група на доктори, се со цел да ги мотивираме и да ги најдеме први вработувања ќе бидат тие. Значи тие што не успеале со минатата власт, да речем, поради што не сакаат на возраст 25-30 години да се ангажираат политички. Јас ги знам и како студенти повеќето од нив, ќе ги ангажирам и ќе дадам се од себе, кој кај ќе си види себе си, таму да ги ангажирам. Во почеток нека почнат со договор на дело или некако како може да се организира, и потоа веднаш ќе им организирам кога ќе имам зелено светло од владата за да ги вработиме така како што треба. Нормално, ако ги покачиме платите, да планираме тоа
и како програма на здравството што беше на владата, планираме и платите да се покачат. Јас се надевам дека можеме да се ублажи. Да се ублажи состојбата. Не можам да речам дека имаме магично стапче и од утре. Не може тој тренд да престане. Иако очекувањата на повеќето пациенти и на колеги се огромни, меѓутоа треба да бидеме реални и да кажеме дека барем да рефлектираме дека се правиме што може да се направи најдобро во овој момент. Нормално со тоа ќе оставиме стаза на следниот министер кој што ќе дојде да се продолжи по тој тек. И највише што сакам и што очекувам и од себе да направам департизација на здравството. Тоа реков ќе го рефлектирам пред се со мојот кабинет, меѓутоа и докторите што ќе се вработат и директорите, не можам да речам 100% ќе бидат, меѓутоа претежно ќе бидат професионалци и луѓе кои што се перцепираат позитивно од нашата фела. Имаше катастрофални случаи, доктори се вработуваа по партиска линија, а без диплома и без државен испит. Страшни работи. Се надевам дека со ова што го спомнавте со специјализациите ќе почне да се надополнува и кадарот во внатрешноста и дека ќе се насочите на регионалните болници за да не ни умираат пациенти на пат кон Скопје. Баш тоа ми е целта, значи клинички центар, бидејќи таму работам, е преоптоварена. Значи јас како професор во медицински факултет треба да прегледувам по 40 пациенти секој ден и не останува ни за научна работа, ни за предавање, тоа мораш после пладне дома да си работиш. Така да треба одредени работи да им се дадат на регионалните центри. Тоа ќе бидат 4 центри во Македонија. И услови да им се понудат. Апсолутно, да се и пред се би сакал превентивата. Пред се ќе инвестираме во превентивата. И во едукација на населението, здравствена едукација, која што ќе ни даде можеби подолгорочен ефект, меѓутоа ќе даде. Примарното здравство релативно добро функционира, меѓутоа тука ќе дадеме на семејните доктори да имаат повеќе ингеренции, да ја прошират нивната дејност. Јас знам дека имаме релативно квалитетно примарно здравство. И тие доктори можат многу повеќе отколку само да пишуваат рецепти и упати. Значи треба да им дадеме и нив одредени ингеренции, се со цел да се малце амортизира и повеќето пациенти да се третираат во примарното здравство. Потоа секундарното, посебно регионалните центри, утре моја прва посета ќе биде во болничкиот центар во Тетово. Само со цел да рефлектирам дека ќе инвестираме и таму ќе дадеме се од себе, само тие треба да продолжат да работат квалитетно, да ги слушнам што им треба, знам дека имаат дефицит на кадар, ја сум од Гостивар и знам дека тројца анестезиолози се во Гостивар, неколку гинеколози во Тетово. Тетово има криза страшна во цела Македонија. Ќе мораме да направиме еден голем број на специјализации да дадеме веднаш, за да се тоа осети после неколку години, ама барем да почне сега, да не го оставаме тоа за подоцна. Ќе најдеме и варијации како да се компензираат град со град. Например, ако има во Охрид повеќе струга да бидат, ќе најдеме начини на мотивација одредени колеги да работат и дежурства таму или Тетово со Гостивар или Струмица со кој е најблизо од град таму, така да ќе ги анализираме сите работи и ја мислам ќе дадеме максимум од себе што можеме да коригираме и да функционира онолку колку што може добро здравствениот систем. Ќе барате ли да се ревидира, да се испита што се случува со смртноста на новороденчињата? Ние сме и понатаму рекордер во Европа по смртност на Добро што ме прашавте, ќе заборавев и со лекарска комора зборев, значи една од работите кои што нема да ја види јавност, а ние ќе почнеме веднаш, тоа е здравствената стратегија. Затоа ќе повикам неколку професори кои што се компетентни по тоа, да ми направат здравствена стратегија на Република Македонија за 10 години. Во која што во првиот дел, тоа ќе биде уставот на било намерно да се работи во матна вода. Ако има стратегија, тоа е устав на здравствениот систем. Тоа ќе биде како закон и потоа ќе се прво во незе ќе има дескриптивен дел, во која што ќе се опишуваат актуелната состојба во Република Македонија. Ќе се одредат слабите точки што се, потоа кои се механизми и инструменти за подобрување на тие слаби точки и потоа ќе се дадат насоки како да се постапува за понатаму во идниот период 1, 2, 5 и 10 години. Тоа ќе биде работата која што за жал јавноста нема да го види, меѓутоа ќе го кажеме кога ќе биде готово. Дали за 6 месеци или една година. Да. Ситуацијата. Што е со контравезниот мој термин?
кој што им одзема доста време на лекарите, дали ќе се ревидира, ќе се укине, како размислувате за тоа? Мој термин е единствената убава приказ на последните 10 години, меѓутоа тоа дава многу краток период на преглед на пациенти и некако не става под притисок сите доктори. Тоа ќе се ревидира, ќе им се даде одреден период, подолг период на докторите, ќе видиме и во вреднувањето на тие методи кои што се користат во мој термин и тоа ќе го коригираме, меѓутоа секогаш што го велам ќе седнам и со одредени директори на болници и клиники да ми дадат фидбек каде мислат дека треба да се коригира. Ја како лекар кој што работел во здравствена заштита, во терцијарна, знам горе-долу што се недостатоците и слабостите, меѓутоа уште еднаш ќе земам и еден фидбек од колегите кои што ќе ми кажат што можеме евентуално да коригираме, тоа ќе се коригира и ќе се постои како такво. Ја мислам дека како идеја е убава и добро е да се функционира со терминот, измени, со одредени измени и надополнување. Ке има ли некакви измени во делот на лекувањето во странство? Малку има таму исто така контраверзни работи, истите доктори кои што даваат конзилијарни, потоа се во комисијата во фондот. Ке разговарате ли од кога веројатно ќе се смени и директорот на фондот во тој правец? Штом се назначи новиот директор, веднаш ќе седнеме и ќе видиме тоа да биде и ограничено. Штом ги оставаш исти луѓе подолг период да функционираат на иста позиција, се ствараат мрежи. Значи ќе бидат во тие комисии, ќе бидат одредени луѓе кои што ќе имаат одреден период на позиција, 1 година или 2 години, после тоа мора да се сменат. Значи не може да седат исти луѓе 10 години на иста позиција и ти им оставаш простор тие да се организираат. Нормално ќе параме и критериуми од тие што даваат конзилијарни, иако и сега постои, меѓутоа уште еднаш ќе утврдиме одредени стандарди и нормално тоа што не се работи тука, секој граѓанин има право да се лекува онака како што треба. Најмалку тоа да биде достоинствено. Ќе побарам и буџетот ако е помал, да се зголеми за лекување на луѓето, на пациентите во странство и се надевам дека и таму ќе бидат пациентите задоволни. Штом не оставаш подолг период исти луѓе да функционираат на исто место, ја мислам. Јас знам и со пензиското кога ги пензионираат пациентите, јас сум бил 1 година и после тоа дадов оставка. Иако инсистираа да останам уште 1 година, реков не сакам. Ја ти се ставаш во позиција, некој ќе ти се јави, некој ти прави притисок. Подобро е секој 1 година си оди, доаѓа друг. Имаме полно колеги, нека се менуваат, нека се ротира. Кога сме веќе кај тие комисии, токму свеше примерот со докторот кој што сега е веќе во притвор, се работи за слична ситуација, за конзилијарно мислење, за подкуп. Каков ќе биде третман од тебе кон зимањето на мито, на подкуп, кој што не смеат сите лекари, не се сите во ист коши, не се сите такви, меѓутоа што ќе превземете во тој однос? Прво треба за корупција нула, значи толерантност нула. Не се ни збори. Значи без разлика кој е, ако се работи сигурно, меѓутоа треба да се докаже секоја работа. Да не речеме сега од сега сигурно е крив, ќе видиме судот ќе каже како е, од наша страна како институција, како Министерство за здравство. Како ќе работи Министерство во тој правец? Безкомпромисни кон секоја таква појава, девијација. Што значи тоа? Значи секаде каде што ќе имаме информација дека се случува злоупотреба од страна на лекарите, одма ќе интервенираме и ќе бидат казнувани по законот како што е предвидено. Најавивте дека ќе останете, ќе ги вршите прегледите како министар, ќе најдете ли време за тоа? Да, јас ќе се обидам, значи мене ме релаксираат пациентите, откако почнав во политика веќе 2 години. Не сум користел ни 10 дена одмор, бидејќи мојот одмор е кога сум со моите пациенти. Ја планирам и понатамо, ја не знам колку ќе бидам, како ќе бидам со време, меѓутоа колку што имам честитки од моите блиски пријатели, роднини па и пациенти, толку имам и пациенти кои што ме пишуваат како и каде понатаму. Ја според законот можам да прегледувам бесплатно и тоа ќе го направам толку колку што ќе можам. Ја ќе се обидам да биде тоа еден ден, неделно, ако не успеам еден ден, сигурно неколку часа ќе бидат. Не би сакал да прегледувам во министерство, подобро да прегледувам во мојата канцеларија, а би сакал да видам како системот функционира од внатре. Околу транспарентноста најавивте дека ќе бидете транспарентен со медиумите. Еве околу делот, долго време баравме увид во трошоците на кабинетот на екс-министерот за здравство. Дали сега јавноста ќе може да има увид во трошењето на народните пари? И во делот околу набавките, како, дали тие ќе бидат и понатаму централизирани преку Министерството или ќе ги оставите клиниките
Значи, јас ќе инсистирам и еден клинички центар. Се уште не сме договорени дефинитивно и тоа го анализираме. Да ги споите со еден. Да бидат еден клинички центар. Зошто да бидат 34 субјекти кои што имаат по 5 членови управен одбор, кои што земаат пари, секој се прави набавка. Се прават големи трошоци. Нека биде заедно или нека се поделат во 2-3 дела, интернистички, хируршки, ќе го анализираме тоа. За транспарентност ја ви дадов телефонски број на мојот шеф на кабинет. Значи ќе бидеме максимално транспарентни. Што се случува, се што се случува сте добродојдени да дојдете во министерство и да земете информации точни. Само не би сакал да излезат дезинформации. Се што сакате, секоја информација ќе ви биде достапна, ако можам јас лично преку мене, ако не можам јас, сигурно шефот на кабинетот или портпаролката која што ќе биде на министерството, веднаш ќе добиете информации. Затоа ви гарантирам и еве ви тврдам во првиот мој работен ден. Околу набавките или не сте планирали уште како ќе биде тоа? Да ви кажам право, јас сум лекар, овие работи не ги знам многу добро, сега чекам да ме брифираат, да ми кажат што како и секако после една недела може да организираме уште една пресконференција на која што подетално би разговарали за овие работи. Јас ви посакувам среќна и успешна работа понатаму. Благодарам што бевте гостина. Благодарам што ме поканивте. Мене ми треба ваша поддршка во градбата на довербата меѓу пациентите и лекарите. Вие сте многу важен фактор во таа изградба на таа доверба. Се надевам дека ќе соработуваме и за се што треба, отворен сум и тука сум. Благодарам.